Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро. Денеска е петок, 10. јуни. Сречен поздрав до сите вас кои ќе бидете во наредните минути приклучени на вашите мобилни телефони, на вашите таблети или компјутери, ќе ја следите нашата утринска програма. И ова емисија би ја запоштале со една убава мисла. Среќен не е оној кој има многу, туку оној кој има доволно. Наистина, човечкото око никогаш не е заситно и затоа да бидеме задоволни со она што го имаме. Да бидеме радосни, среќни и да го живееме животот, односно денот кој денеска Господ ни го подарува. Еве и ова емисија ќе ја започнеме со една убава христијанска песна, а потоа повторно ќе се вратиме во нашето студио. Боже, Ти ми даде животно, јас бев ништо, преда ме најдеш, Ти ми даде животно. Ради скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си Ти за мене, Ти ми даде животно. Ке Ти служам од љубов Боже, Ти ми даде животно. Јас бев ништо, преда ме најдеш, Ти ми даде животно. Ради скрше живот, Голгота ги измени во радост, копнеш си Ти за мене, Ти ми даде животно. Ти ми даде животно. Еве не повторно во програма, почитувани гледачи, ви ја следите утринската програма на Радио Глас на надежда. Денеска, како што рековме, е петок, 10. јуни 2022 година или 161 ден во годината, односно уште 204 дена до крајот на ова календарска година. Сонцето во Кавадарци утрово изгреа во 4 часот и 56 минути, а истото ќе зајде во 20 часот и 6 минути. Уве зрачењето денеска ќе биде 5. Воздухот е релативно чист, така да еве и денеска ќе имаме според прогнозата променливо облачно време, претежно облачно и нестабилно со пореен дожд, грмежи и засилен ветер. На места врнежите ќе бидат пообилни. За разлика од вчера, денеска ќе имаме повеќе облаци на небото и повеќе дожд во поедини делови на нашата земја. Температурата е во опаѓање, еве на пример во крајните западни делови ќе имаме од 8 до 16 степени, во Скопскиот регион од 14 до 24, во Кумановскиот регион исто така ќе биде свежо од 11 до 21, врнежливо.
Потоа во Беровскиот регион од 10 до 20, теквишијата ќе биде температура ќе достигне до 25 степени, Гевгелија најтопло, но ќе има и дожд од 16 до 29, Пелагони со така ќе има грмежи и пропратено со силен дожд од 13 до 23 и нешто помирно ќе биде во Охридскиот регион од 12 до 22 степени, но како што приметувате, почитувани гледачи, температурата е намалена за разлика од претходните денови кога имавме до 34-5 степени. Еве најава за следните денови, значи и во сабота ќе имаме врнежливо време, нешто ќе имаме од врнежите и во недела, но како е да е, веќе таму од понеделник се очекува стабилизирање на времето и повторно температурите ќе се искачат над 30 степени. Но за тоа, еве во наредните емисии ќе ја следиме временската прогноза и на време ќе ве известуваме, почитувани гледачи. Автомотосојузот на Македонија најавуваат и објавуваат дека сообраќајот се одвива по суви коловози, непречено, можеби во некои делови има и влажни коловози, доколку секако заврне дожд, а прогнозата ја читавме дека ќе имаме и врнежи од дожд во поедини делови на нашата земја. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен. Иако е петок, викенд, петок, како што знаеме, е неработен ден, затоа што се прославува верскиот празник Духовен ден, многу од вас ќе се упатат кон излетничките места, кон Доиран, кон Охрид и затоа бидете внимателни кога управувате со вашите моторни возила. Така да бидете внимателни кога возите, посебно во градските средини, почитувајте ги пешачките премини, каде што секогаш имаат предност пешаците, посебно во околините на училишата, каде што има раздвиженост на деца. Одем понатаму да ја проследиме рубриката на денешен ден, 10. јуни, што се случило во минатото. Еве, денеска е ден на социјалните работници на Македонија. Ден на војното воздухопловство и против воздушна одбрана на армијата на Република Македонија. Ете, денеска е нивни ден. Одем понатаму, 1610 година, на денешен ден, првите холандски иселеници во Америка се населиле на островот Менхетен, сега централен дел на Нью Йорк. Ете, 1610 година од Холандија заминале луѓе да живеат во Америка и таму обстојуваат и ден денес како генерација. 1793 година во Париз е отворена првата јавна зоолошка градина Жарден де Плант. На денешен ден, 1836 година, умрел францускиот физичар и математичар Анре Мари Ампер, основач на електродинамиката. Во негова чест, единицата за мерење на силата на струјата наречен ампер или скратено А. Еве, тоа сме го училе некојаш во училиште, но сега се подсетуваме дека ампер или ампеража, кога велиме колку е ампери ова електродинамика, потекнува токму од овој физичар и математичар Анре Мари Ампер. Тоа се случило во 1836 година. На денешен ден, 1923 година, роден е британскиот медиумски магнат од чешко потекло Јан Лудвиг Хој, познат како Јан Роберт Максвел. 1934 година, на денешен ден, роден е Пајо Паторот, еден од најпопуларните ликови во стриповите и анимираните филмови на американскиот цртач, филмски аниматор и продуцент Волт Дизни. Еве, уште некоја информација. На денешен ден, 1940 година, кај местноста Клинска леса, Кавадаречко, во борба против бугарската војска загинал Димката Ангелот Габерот. Денеска има и училиште кој го носи неговото име овде во Кавадарци.
Na današnji den 1946. godina umrel amerikanski bokser od afrikansko poteklo Jack Johnson, prv crnec koji je osvojil titulata svetski prvak vo teška kategorija. Na današnji den 1967. godina Izrael go prihvatil baranjeto na Objedinjene nacije za prekin ognut vo vojnata su Egipet, vo koja Izraelcite protiv koji se bore i Sirije i Jordan za samo 6 dana zazedo teritorija 4 pati po golema od Izrael. Na današnji den 1971. godina sad po 21 godina gukina embargoto na trgovija su Kina. Na današnji den 1996. godina čečenskite islamski separatisti i oficijalni predstavnici na Rusije potpišali dokument u koje je predvideno stavanje kraj na 18-mesečnata vojna vo Čečenija. I evo ušte jedan podatok. Na današnji den 2004. godina umrel amerikanski muzičar od afroamerikansko poteklo Ray Charles, izdal 250 albumi i održal 10.000 koncerti. Međunarodna slavja steknel vo 1954. godina so pesnata najdovžena, a nezaboravnata pesna Georgija vo mojiti misli vo 1906. godina go smesti među svetskite zvesti. Početujemo gledaći, to bija servisnite informaciji i rubrikata na današnji den. Продолжуваме сега со песна. Poštovani gledači, pozdrav do svita vas koji v međuvreme se vključivte i sledite našата programa. Продолжуваме со рубриката Капки на мудроста и кратка утринска приказна. Еве кои капки на мудроста сакам да ги споделам овутро со вас. Преку болката и трпението ќе дознаеме зошто била таа болка и како никогаш да не се повтори. Во природата на човекот е да се развие во цвет или коров. Зато на време првото треба да се полева, а другото да се корне. Молчењето не секогаш значи сиромашен. Не значи сиромашен речник, понекогаш значи богато искуство. Среќен е оној кој го заборава она што го има, кој не може да го промени. Значи среќен е оној кој го заборава она нешто што не може да го промени.
Во животот не се важни чевлите што ги носиш, туку патот кој го одиш. Никогаш не ја прекинувајте жената додека зборува. Јас не ги мразам луѓето, само се чувствувам подобро кога некој од нив не се во моја близина. Ете, некој тоа го запишал. Секој ден е нов почеток. Остави го она што можело да биде и чекори кон она што може да биде. Значи, она што било, поминало. Постојано може да сретнеш луѓе кои те прават среќен за миг, но најважно е да сретнеш еден што ќе те направи среќен за цел живот. Одеме сега на утринската кратка приказна која носи наслов "Направи го тоа што можеш" или "Го направи тоа што можеш". И та отиде и направи како што рече Илија. И брашното од садот не се потроши и не снема масло во грнето. Прва Царевите, 17 глава, 15 и 16 стих. На еден надгробен камен на некои запуштени гробишта имало надпис: "Таа го направи тоа што можеше". Не знаеме дали жената која била закопана била христијанка или не. Дали била со ограничени сили што ги имала или не. Дали служила и правила добри или лоши работи. Меѓутоа, ова порака навистина го привлече моето внимание. Таа го направи тоа што можеше. Таа го направила тоа што можела со љубов, по кој била запомната, но токму ваква особина би била добра и за една секоја денешна душа. Ваквото скромно признание може исто така да се примени на вдовицата во Сарепта. Таа едва имала за себе кога пророкот Илија рекол да му донесе храна. Бог ја одал признание на низината несебичност, така што ниту садот за брашното не се испразнил, ниту грнето со масло се потрошило. На истиот начин Бог и нам денеска ќе ни одаде признание, кое ќе му веруваме и ќе направиме се што можеме со средствата што ги имаме. Може би мислиш дека твоите ограничени способности и дарби те прават наполно бесполезен. Тоа не е вистина. Бог се интересира за тоа што сме во состојба да го направиме. Може би се плашиме од преземањето на одговорност за некоја служба што не ќе може да ја вршиш. Не грижи се, Бог нема да бара да правиш нешто пред да те оспособи претходно за вршење на таа служба. Ако доаѓаш во искушение да не работиш ништо, бидејќи си обескрбен поради своите ограничени способности, или се плашиш дека ќе треба да правиш нешто што ќе ги надминува твоите сили, спомни си за вдовицата од Сарепта. Таа го направила тоа што можела. И ти денес веруј во Бога и направи го тоа што можеш. Нашата подготвеност е најголемата способност во вршењето на Божјата служба. Значи, Бог не бара од нас, почитувани гледачи, некои големи работи. Направи го тоа што можеш. Бог ни доделил дарови според нашите способности. Некој добил 1, некој 3, некој 5, некој може би 10, но да бидеме одговорни со тие дарови што Господ ни ги дава. Еве ова жена, вдовицата од Сарепта, го послушала пророкот Илија, ги донела тие садови што ги имала, дури побарала од комшиите, но го дала тоа првин што го имала. Та не била себишна и да си рекла: Илија, тоа треба за мене да биде, за моето дете. Не, таа донела со вера на барање на пророкот и затоа била благословена и никогаш не снемало ниту брашно, ниту зејтин во низиниот дом. Нека ова порака биде поучлива и за нас денеска, во овој ден што Господ ни го подарува. Одиме со песна во продолжение на нашата програма. Paz.
се враќаме повторно во нашата програма. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои се вклучите во меѓувреме и ја следите нашата програма. Поздрав до гледачите од Македонија, од Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина. Имаме гледачи од Украина, Германија, Холандија, Швајцарија, Америка, Австралија и од други земји кои можеби сега не можам да ги најдам, да ги прочитам, но како е да е, сите сте добредојдени во следењето на нашата утринска програма. Следува рубриката Утрински стих, кој денеска го наоѓаме во Евангелието според Лука, 22 глава, 53 стих. Но ова е ваш час и власт на темнината. Додека Божиот син клечејќи се молел во Гецеманската градина, агонијата на неговиот дух предизвикувала од неговите пори пот во вид на крупни капки крв. Тука го обзело ужас од големата темнина што го обкружувала. Врз него били гревовите од целиот свет. Тој страдал наместо човекот како престапник на татковиот закон. Тоа било вистинско искушение. Божествената светлина се повлекувала пред неговите очи, тој паѓал во рацете на силите на темнината. Во своите душевни маки лежел ничком на студената земја. Го сватил татковиот гнев. Тој ја отстранил чашата на страдањето од усните на грешниот човек, сакал сам да ја испие, а на човекот да му ја пружи чашата на благослов. Гневот кој би требало да падне на луѓето сега го погодува Христа. Тука таинствената чаша затреперела во неговата рака. Исус често одел во Гецеманската градина со своите ученици за да размислува и да се моли. Никогаш порано Спасителот не го посетил тоа место со срце толку исполнето со тага. Божиот син не се плашел од телесни страдања. На него почивале гревовите на паднатиот свет и го притискале. Тој го чувствувал татковиот гнев заради гревот. Тоа чувство го раздвојувало неговото срце во мачна агонија и предизвикувало крвави капки да се слеват од неговото чело. Ние само донекаде можеме да ја сватиме неискажливата душевна болка на драгиот Божи син во Гецеманската градина, кога сватил дека последиците од човечкиот грев кој го примил на себе го одвојува од Бога. Тој го земал врз себе гревот на паднатиот род, чувствувајќи дека Божјата љубов му сеускратува, со измачена душа тажно зборувал. Многу е натажена мојата душа дури до смрт. Божјиот син полека губел свест и умирал. Таткото испратил еден гласник да го оснажи божествениот маченик и да му даде потпора да поиде по патот попрскан со крв. Кога смртниците би биле во состојба да го видат самото запрепастување и болката на ангелските чети, кога во немо очајување забележиле како таткото престанува да го обсипува својот син со зраци на светлина, љубов и слава, подобро би разбрале колку гревот е омрзнат во неговите очи. И тоа беше соодветниот коментар, почитувани гледачи, на врз на стихот кој го најдовме во Лука 22:53, но ова е ваш час и власт на темнината. Секако Исус бил свесен за она што го очекувало во Гецеманија. Тој го знаел пророштвото, тој го знаел планот на спасението, но сега тој се нашол како човек. И сите гревови од целото човештво, како овде што читавме, биле ставени на неговите плеки. Тој морал да испие чашата до дно. Можел да се врати. Можел дори од крсот да се симне. Но би бил пореметен Божиот план на спасението и човештвото за секојаш би било изгубено во грев и во смрт. Но фала му на Исуса за неговата жртва и за се оно што тој го поднел поради нас. Почитувани гледачи, доколку сакате да имате Библија или Свето писмо, слободно пишете ни во нашата редакција, ние ќе ви испратиме бесплатен примерок. Исто така ќе можете да ја проучувате Библијата по дописен пат. Сега во наредните секунди ќе ја видиме и рекламата за дописната онлайн дописна библиска школа. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели,
Доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве неповторно во емисија, почнува гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на Надежта. Кога зборуваме за веродостојноста на Библијата, еве и денеска ќе кажеме неколку археолошки докази дека денешната Библија или Свето писмо е веродостојно на оригиналот. Политархи во Солун. Го следиме патувањето на апостол Павле низ Мала Азија, низ Егејот, па низ Македонија, така да еве ќе читаме денеска извештај. Пристигнувајќи во Солун, Павле Варнава повторно го објавил Евангелието, а евреите повторно го прогонувале, односно ги прогонувале тогашните апостоли, посебно Павле, како што бил Сила, Варнава. Тие го проповедале жестоко, упорно, храбро Исуса Христа, но наидувале и на пречки. Повторно ги прогонувале. Јасон и другите браќа биле изведени пред владителите на градот. Во минатата емисија кажавме што значи владителите на градот, тоа се како начелник, првите луѓе на градот. Во Дела 17:6 тоа го пишува. Грчкиот текст го користи зборот политичари. Видите, од каде потекнува зборот политичари, тој грчки збор. Но овде во нашиот превод пишува владителите на градот. Бидејќи овој збор го нема во ниту една друга античка литература, либералните научници повторно се сомневаат во точноста на извештајот на Лука. Но археолошката лопата уште еднаш го оправда тој инспириран историчар како што бил и Лука, но и овој модерен историчар, и ги посрамоти критичарите. Френк коментира, значи тој е човекот, археолог, кој го тврди она што го пише во Библијата дека е веродостоен. Еве што запишал. Зборот политарх или политичар не беше познат освен неговата употреба во Дела 17:6. Потоа археолозите го откриле на папириумите, Оксиринкус од Египет и на Галерискиот лаг во Солун. Покрај овој збор содржеше и други два надписа во овој македонски град. Едниот за време на владењето на Август, 27-та година пред нашата ера до 14-та година после нашата ера, а другиот е Клавдиј, 49-та до 54-та година од нашата ера. Сега знаеме дека имало 4 или 5 политичари кои го сочинувале советот за управување со македонските градови. Кајбер и Хаусон забележаа дека по интересна случајност триот имињата на политичарите запишани во Солун се идентични со имињата на некои пријатели на Павле на овие простори се Сосипатар, Верианит и Кај Македонец, односно Секунд Солунски. Тоа го пише во Дела 19 глава 29 стих, 20 глава 4 стих. Еве, почитувани гледачи, уште еден доказ дека денешната Библија е веродостојна. И она што го пишувале и Лука, и Матеј, и Павле, и останатите 40 писатели биле потикнати од Светиот Дух. Тие не пишувале нешто од својот памет, туку Бог ги водел и она што го напишале, навистина постоело, и денешната археологија тоа ни го потврдува. Би сакал да кажам уште за една рубрика, може би ја прескокнавме, но како е да е, сега ќе одиме повторно со песна и ќе се вратиме да ја проследиме рубриката за нашите градови и совети од здравјето.
a skitanje se bliži kraj, kade što nema smrt ni tu bolka, brzam kon toj prekrasan grad. Toj sjajen dom, kaj Bog me čeka, ulici te od zlato se i ostava ja smoj te bolki, da vidam dom i tatko moj. Dodeka suvo svet odmrače, život od tvoj mak je bol, zato a sega sokopneš čeka, da dojde sjaj toj ljubav dom. Toj sjajen dom, kaj Bog me čeka, ulici te od zlato se i ostava ja svoj te bolki, da vidam dom i tatko moj, da vidam dom i tatko moj. Се враќаме повторно во емисија. Денеска би прочитале неколку информации да го запознаеме Ново село. Има повеќе имиња со такво име Ново село, но јас се одлучив да кажеме неколку информации за Ново село Струмичко. Ново село денеска е општина. Со новата расподелба на општини, пред неколку години Ново село стана општина. Ново село е седиште на најголемата населба во рамките на општина Ново село, едно од најголемите струмички села. Се наоѓа во подножјето на планината Огражден во Струмичкото поле, на надморска височина од 236 метри и оддалечина од 21 км од источно од градот Струмица, а 8 км западно од македонско-бугарскиот граничен премин. Еве неколку податоци за историјата на Ново село. Најпрви населбата се наоѓала во местноста Селиште, потоа во Вочи Дол, па преместена во денешното место. Во селото и околината постојат неколку археолошки наоѓалишта како Бел Рид, Градиште, Коштуница, Новоселско депо, Селиште, Чука и Шопов Рид. Селото се споменува и во османлинските историски читанки или надписи од 1519 година. Се предпоставува дека со доаѓањето на турците на Балканскиот полуостров во втората половина од 14 век, плодната рамнина била одземена од христијанското население и било формирано да се формира нова населба источно од местноста Волчја Могила. Неговото занимање на населението останало сточарство. Фактот дека ова село долго време обстојувало се големиот број на гробови во областа Гробчето. Од ова село се уште може да се види остатоци од темелите на некои куќи. Во 90-тиот век селото броело 1200 жители и било прво од селските населби во Струмичката каза. Во 1842 година била изградена црквата Свети Ѓорги, а во 1866 година било основано и училиште на македонски јазик и то во куќата на семејството
пензиевци, како резултат на напорите на видниот граѓанин од селото Димчо Хаджи Пенов. Подосна, местоположбата на селото била преместена во куќите на семејството Ѓозевци, а уште подосна во така наречениот попски дом. Значи, училиштето се селило во повеќе домови. Кон крајот на Првата светска војна, според Никејскиот мировен договор, селото било вклучено во составот на кралството СХС, заедно со Стромичкиот регион, додека по крајот на Втората светска војна во рамките на СФРЈ, за време на Втората светска војна од 1941 до 1944 година, селото повторно било вклучено во границите на Бугарија. Во тоа време градоначалник на селото бил Атанас Мачуков. По распаѓањето на СФРЈ, селото формално било вклучено во составот на Република Македонија. Според таа територијална организација на Република Македонија, селото припаѓа на општина Ново село, а нејзин центар. Денеска, значи, има повеќе села кои припаѓаат на ова општина, а пред тоа припаѓа на Струмичката општина. Колку има жители од 2002 година, имало 2727 македонци, турци немало, роми 3, албанци нема, власи нема, срби 11, бошњаци 2 и останати. Денеска, значи, има 2756 жители во ова населба, односно, кога одите за Грција, почнува гледачи неминовно ќе поминете низ селото Струмица, односно, низ општина Ново село. Тоа е село, поголемо, има богат пазар. Во четврток, ако одите, може да го поседите тој селски пазар, што изобилува со ефтина роба или стока, бидејќи селаните од околните села ги изложуваат и ги продаваат своите производи. Еве толку за Ново село, како општина. Одиме сега да кажеме неколку работи за здравата храна. Денеска би спомнал за вишната, легендарно овоше со голем потенцијал. Вишната е овоше кој е познато уште од древните времења. Било едно од омилените овоше на персијците, римјаните и британците. Подосна се пренело до скоро сите делови во светот. Вишната има неверојатни лековити својства. Богат е со многу витамини. Најмногу содржи витамин А, С и Е и фолна киселина. А од минералите најмногу содржи калиум и магнезиум. Содржи солидна количина и на железо, растителни влакна и феноли. Вишната против воспаление и болки. Сепак интересно кај вишната е што има навистина силни и докажени против воспалителни ефекти. Вишната е многу делотворна кога се во прашање хроничните воспаленија. Делотворна е при гихт, воспаление на мускулите, остеопатис, ревматоид, артитис и слично. Вишната секогаш нека ви биде прв избор и дури и пред срешата. Секогаш треба старите лица да ја јадат. Вишните изобилуваат со антиоксиданси, кои се многу мокни, го чуваат нервниот систем и спречуваат антидактивен стрес. Особено се важни за старите лица, бидејќи значително го намалуваат ризикот од нерводегенеративни заболувања. Вишната може се користи и за добар сон. Вишната е едно од ретките овошја кои содржат мелатонин, природен хормон кој го регулира сонот. Инаку, нашето тело нормално го лачи овој хормон во ноќните часови за да го олесни заспивањето. Па поради ова, слободно можеме да кажеме дека вишната е една од ретките овошја кои можат да ни помогнат да се смириме и полесно да заспиеме. Мелатонинот е ефикасен и против тегобите предизвикани од менопаузата, па затоа вишната е одличен избор за жените кои влегуваат во менопауза. Еве уште неколку карактерни особини за вишната. Го храни и го штити мозокот. Вишната го намалува ризикот од диабетес. Вишната помага при бубрежни тегоби. Вишната го подобрува варењето. Вишната е одлична за слабење. Вишната го штити срцето и вишната го штити генито-урираниот тракт. Еве
повод да денеска купите вишна кој ги има. Мислам дека се уште не се созрени целосно, сега е екот на црешите, но за кој ден вишната ќе биде во нашите пазари, затоа купите и употребувајте ја додека има во свежа состојба, може да ја замрзнете и да ја јадете во другите делови од годината, но еве прочитавме колку е хранлива и важна вишната, легендарно овоше со голем потенцијал. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот и на ова наша денешна емисија. Пред нас е викенд, ви посакувам убаво да го поминете, вие кои веќе сте заминале или возите кон излетничките места, уживајте во деновите кои се пред вас. Вие кои го прослувате и денеска вашиот роден ден, ви го честитаме и ви посакуваме секој добро од Господа, а на сите останати ви посакувам секој добро и се гледаме во наредната емисија. До тогаш, довидување. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.